Hello. Hello, it's Hello. Greta. Hi, Greta. Zoran Zaev speaking. It's my pleasure to talk with you. Thank you. Зоран Заев се најде на врвот на листата наивни политичари насамарени од познатите руски пранкери Вован и Лексус. На гостување во подкастот кај познатиот блогер Артемий Лебедев, двајцата руси го нарекоа поранешниот премиер херој на нивните шеги и го прогласија за најглупав од сите политичари. Открија дека цела година не го објавиле телефонскиот разговор со него и дека Заев им поверувал мислејќи дека разговара со поранешниот украински претседател Петро Порошенко, како и со шефот на НАТО Јенс Столтенберг. Со нив зборуваше за влијанието на Русија во Македонија, за референдумот за автокефалноста на Македонската православна црква, при што лажниот Порошенко го убедува премиерот дека автокефалноста може да се добие со подкуп од 100.000 евра за вселенскиот патриарх Вартоломеј, а разговараат и за Косово и за Србија. Поранешниот македонски премиер испракал и фотографии од средби со други политичари, мислејќи дека навистина комуницира со Порошенко, дека телефонските разговори не се автентични. Разузнавачките служби тогаш дознаа откако беа објавени јавно. Биле преземени безбедносни мерки и бил променет телефонскиот број на екс-премиерот. Но и покрај тоа, шегите на негова сметка продолжиле. Пранкерите го откриле новиот број и успеале повторно да го измамат. Пред 4 години беше објавен разговор од 8 минути кој го водел екс-премиерот со лажната екоактивистка Грета Тунберг и незиниот татко. Во разговорот Заев им зборува за затворањето на аеродромите, за легализирање на марихуаната, посета на активистката на Македонија, како и за мигрантите. To be famous is not easier, but really Open Society Foundation and Mr. Soros are very much supportive for the values, for the projects what give values in this world, and that is very helpful. Од кабинетот на Заев тогаш се правдаа дека тој бил жртва на хибриден напад и дека бил многу пософистициран од претходните. И иако поранешниот премиер се посомневал во автентичноста на соговорниците, сепак решил да го заврши разговорот. Мета на руските пранкери беа и Борис Џонсон, Жан-Клод Јункер, неколку американски гувернери и конгресмени, како и францускиот претседател Емануел Макрон.